Природата во кочанската населба Трајаново Трло секојдневно доживува брутален однос од тамошни несовесни жители. Состојбата на лицемеsto е запрепостувачка. Купишта смет буквално е на секој чекор и тоа на неколку метри од нивните домови. Ваква еколошка тортура што трае со години, повеќе не се трпи. Едногласни се нашите соговорници, особено кога цената за тоа ја плаќаат со здравјето на своите најмили. Опасно е, да. Пред една година внучето ми лежал штипо у болница. Поради тоа. Да. И сега услови на корона? Услови на корона се исто си па тоа. Тоа си е. Нема ништо промена. Само Господ ве чува. Само Господ не чува. Животот во населбата е неподнослив, особено во пролетниот и летен период, кога реото од ѓубрето се чувствува, потврдуваат и изјавите од нашите соговорници. Тоа е ѓубре, смрде, вечерење не стрпе. О, сега не е добро. Оти, шо е? Оти. Од народо, култура. Викаме маски да носиме, премиер кажува, овај кажува, доктори кажува, како не е опасно. Адресирајќи ја локалната власт, граѓаните од населбата денови ви испратија писмо со замолница проблемот со прекумерното загадување на населбата трајно да се реши. Ние како локална самоуправа навистина преземаме се што е во наша моќ да овој проблем некако го ублажиме, односно да не кажам го решиме. Нашите инспекциски служби се целосно ставени во функција на граѓаните и во деновите на викенд и воведовме и двосменско работење, значи се до воведувањето на полицискиот час, кој од денеска ќе биде 20 часот, нашите инспекциски служби ќе бидат на терен и да ги откриват неодговорните, несовесните граѓани кои навистина прават горен проблем. За Трајаново Трло да биде градска населба со современ лик, потребно е овој комунален камен на сопнување трајно да се тргне.